Министерката за одбрана Радмила Шекеринска констатира катастрофално лоши услови во Штипската касарна. Најави подобри услови и повисоки плати. Навистина, долг низ години не се инвестирало доволно во условите за работа во армијата и нашата цел како влада беше и останува да ја вратиме НАТО интеграцијата, членството на Македонија во НАТО на врв на нашите приоритети. Сите припадници на армискиот состав, сите оние кои што се во служба на армијата, од јануари месец 2018 добијат покачување на плата во износ од 10%. Поддршка за покачување на платите во одбраната има и од министерот за финансии. Ние го поддржуваме зголемувањето на платите во армијата, бидејќи мислиме дека е тоа важно. Најдиректните чинители, тие кои што ќе се борат за влезот и кои веќе придонесуваат со различните мисии на НАТО се војниците и тие треба да имаат повисоки плати. Освен во Штип, инфраструктурни инвестиции се најавени во сите касарни во државата, но целата постапка ќе се одвива во повеќе фази. Се разбира дека нема да можат сите касарни и сите објекти подеднакво и во исто време да се реновираат. Меѓутоа, она што го направивме уште пред известно време, една комисија во Министерството за одбрана беше присутна во секоја касарна, во секој објект и сега во тек е изработка на приоритети. Таму каде што имаме повеќе војска, таму каде што имаме полоши услови, таму прво ќе реагираме. При денешната посета во Штип, министерката ја повтори заложбата на владата за побрза интеграција во евроатлантските структури.